Европската комисија планира да воведе задолжителни уреди за мерење на потрошувачката на гориво во сите нови автомобили. Брисел сака сите нови модели да имаат сличен уред од јануари 2020 година. Идејата се дискутираше неколку пати оваа година во рамките на експертска комисија во ЕУ и неколку земји веќе го поддржуваат ова. Предлогот е со цел на елиминирање на растечкиот јас за потрошувачката на гориво во реални услови кај автомобилите и бројките кои ги даваат производителите. Според студијата на Меѓународниот совет за чист транспорт, новите автомобили трошат во просек 42% повеќе гориво отколку што тврдат производителите. Во 2013 година овој процент изнесуваше 25%. За да се избегне ова, беше воведена целосно нова тест процедура за потрошувачката наречена Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, која стапи во сила од септември. Сепак, според експертите, ова не е доволно. Со текот на годините производителите успеаат целосно да манипулираат со тестовите. Треба да апострофираме дека со воведувањето на WLTP веќе нема манипулации, само факти, велат од Европската комисија. Уредите ќе почнат да се воведуваат во сите модели, представени на пазарот по 1 јануари 2020, а една година подоцна ќе станат задолжителни за сите новорегистрирани возила, независно од нивната година на производство. Главната цел на мерните уреди е да се постигне подобра контрола врз штетните емисии. Според изворот на Европската комисија, потрошувачката на гориво е директно поврзана со штетните емисии на гасови и ќе даде јасна слика за ситуацијата на улиците. Идната пролет комисијата ќе предложи мерка за која се разговара од страна на земјите членки. Таа потоа мора да биде одобрена од страна на ресорните министри и Европскиот парламент, а конечната одлука може да се донесе пред крајот на следната година. Новата генерација на Volkswagen Amarok, представник од портфолиото на комерцијалната поделба на Volkswagen, е прогласен за победник на конкурсот Меѓународен пикап на годината 2018 и тргна по стапките на својот претходник, кој победи во 2010 година. Наградата беше доделена за време на специјалната гала вечер на Меѓународниот сајам за автомобили Solutrans 2017, кој се одржа во Лион. Во тридневните паралелни тестови на кандидатите за наградата спроведени во Романија, во почетокот на ноември, Amarok V6 покажа најдобри вредности. Во четвртото издание на трката за меѓународната награда за најдобар пикап учествуваа силни конкуренти, новите генерации на Toyota Hilux и Volkswagen Amarok, како и дебитантите Mercedes-Benz X-класа и Renault Alaskan. Членовите на жирито потенцираат дека Amarok V6 е генерално најдобар во оваа трка и му доделија вкупно 56 поени. Новиот германски ривал Mercedes-Benz X-Class доби 50, а Toyota Hilux 41 поен. Бодовите беа доделени врз основа на ефикасност на погонската група, носивост и товарен волумен, удобност и безбедност за возачот и патниците, како и ниските општи трошоци за експлоатација при управувањето. Со новиот Amarok ние се обидовме да резимираме што сакаат нашите клиенти од ваков тип на возила. Направивме комплетна анализа на оствареното со претходната генерација, па со новата успеавме да постигнеме поголема моќ, подобар вртежен момент и адекватна применливост на било каков терен, коментираат од Volkswagen. Од компанијата додаваат исто така дека втората генерација на Amarok со V облик на 6-цилиндрскиот мотор ужива поголем интерес. Од почетокот на годината до крајот на октомври, глобалната реализација на моделот е на ниво од 65.200 единици, што е за 13,2% повеќе во споредба со истиот период минатата година.
Продажбата на електромобили во светот забележа рекордно ниво во третиот квартал од годината. За јули, август и септември продажбата на електрични и плагин хибриди надминаа 287.000 примероци, што е за 63% повеќе во споредба со истиот период лани и 23% повеќе во однос на вториот квартал од оваа година, објави Bloomberg New Energy Finance. Во Кина се реализирани над половина од овие продажби, а локалниот пазар на електрични возила забележа раст од 100%, откако властите се зафатија сериозно со наметнувањето на повеќе еколошки автомобили поради рекордното ниво на загадување на воздухот во големите градови и цели покрајни. Растот на продажбата во Кина е одраз пред се од желбата на домашните компании да произведуваат се повеќе електрични возила, кои сакаат да се надпреваруваат со западните модели, но и од субвенциите што ги добиваат купувачите од државата. Во некои случаи, електричните автомобили во Кина може да сочинуваат до 40% од нивните конкурентски возила со дизел и бензински мотори, што ја објаснува силната продажба. Bloomberg очекува дека за прв пат оваа година глобалната продажба на електромобили ќе надмине 1 милион единици. И овој процес е забрзан со подобрување на инфраструктурата за полнење на електрични возила и лансирањето со се повеќе и повеќе модели со поголема автономија. Многу автомобилски компании, меѓу кои Volkswagen Group, Daimler, Jaguar Land Rover и Volvo, веќе најавија амбициозни планови да станат водечки производители на електрични автомобили, за да одговорат на зголемената побарувачка. Шведскиот производител на автомобили Volvo е пред се познат по безбедноста и поради тоа тие забрзано работат на технологии за автономно возење во своите автомобили. Прв клиент на Volvo кој ќе користи ваква технологија ќе биде Uber, кој ќе набави дури 24.000 возила со вградена технологија за автономно возење. Набавката е инаку прилично голема. Ако се земе предвид дека во САД XC90 чини околу $50.000, тоа значи дека Uber ќе плати вкупно 1,2 милиарди долари за набавката. Сепак, технологијата за автономно возење ќе биде на Uber, а не на Volvo, од едноставна причина што нивната технологија е веројатно малку поназад со развојот, а и не е развиена да работи со сервисот на Uber. Со оваа набавка, Uber дефинитивно најавува дека е сериозен за иднината на автономните возила и дека покрај тоа што нивните возила ќе се користат како такси, ваквиот развој на настаните би можел да ја претвори Uber воопшто во компанија за мобилност. Замислете дека нивните автономни возила би можеле да се користат и за пренесување на пратки, за подолго изнаемување од страна на клиенти, ride sharing и така натаму. Благодарение на сето ова, Uber ја покачи својата вредност на 60 милиарди долари, иако во моментов прават само 40 милиарди преку својот такси бизнис. Инвеститорите дефинитивно се убедени дека автономната иднина, односно возила кои ќе можат да возат буквално 24/7, можат да донесат многу поголем обрт и поголеми профити. Тесла ја покажа својата долго очекувана камионска изведба за време на специјалната церемонија, на која беше посебно акцентирано дека ова е момент кој во целост ќе ја промени историјата на индустријата за стопански возила. Присутните останаа без див кога Елон Маск истакна дека едно од најкарактеристичните динамички својства е дека без прикачена приколка влекачот ќе повлече од место до 98 км/ч за само 5 секунди, претворено
претворејќи се во побрза машина од Алфа Ромео Џулија и еден цел куп помали спортски автомобили. Ако е максимално натоварен и со приколка, времето за спринт ќе биде околу 20 секунди, апсолутно недостижен рекорд за кој било дизел камион. Со едно полнење на батериите, камионот ќе патува околу 800 км со голема брзина, при што аеродинамиката е исклучително корисна ставка. Според калифорнискиот производител, коефициентот на влечење на камионот е подобар од оној на Bugatti Chiron. Околу 80% од енергијата во батериите ќе биде обновлива за само 30 минути при брзо полнење, што ќе им овозможи на машината да поминува над 1000 км на ден, повторно подобра вредност од дизелските еквиваленти. Цените, во зависност од моделот, 150.000 до 180.000 долари. Претходни нарачки веќе се прифаќаат со депозит од 5.000 долари, а производството ќе започне во 2019 година. Тесла официјално ја представи новата генерација на моделот Roadster. Моделот е опремен со 3 електрични мотори, двата се одговорни за погон на тркалата на задната оска и еден за напред. Вкупната мощност на моторите не е потврдена, сепак познато е дека тие се напојуваат од батерии со капацитет од 250 кВт, а максималниот твртежен момент е 10.000 Нм. Забрзувањето од 0 до 96 км на час, 60 мили по американски стандарди, трае 1,9 секунди, а до 160 км на час 4,2 секунди. Растојание од 4 км моделот со 2 врати ќе помине за 8,8 секунди, а максималната брзина ќе надмине 400 км на час. Според представниците на Тесла, во урбаните услови електричниот модел може да има автономија и до 992 км. Првите автомобили ќе бидат доставени до потрошувачите во 2020 година и засега нема цена. Сепак од Motor One Edition тврдат дека ќе почне со 200.000 долари, а капар ќе е најмалку 50.000 долари. Компанијата ќе издаде 1000 специјални Roadster изданија кои ќе бидат наречени според основачот на серијата. Секој ќе чини 225.000 долари со депозит од 100%. Новите врвни модели во гамата на Opel Insignia Grand Sport и Insignia Sports Tourer имаа свои светски премиери пред неколку месеци, а сега триото го надополнува новиот Opel Insignia Country Tourer. Автомобилот ќе биде одличен избор за љубителите на авантурите низ природа, зимските спортови, но сигурно ќе им се допадне и на сите оние кои ценат демонстрацијата на силна индивидуалност. Новиот Opel Insignia Country Tourer импресионира со вредностите и квалитетите, карактеристични за моделите Grand Sport и Sports Tourer. Тој е простран и значително полесен од претходната верзија, благодарение на целосно новата конструктивна архитектура. Исто така, како што може и да се очекува од вистински предводник, моделот нуди широк спектар на иновативни технолошки решенија. Екстериерот плени со карактеристичниот индивидуален шарм во кантри стил, каде доминираат црните заштитни панели по целата површина на каросеријата и сребрените панели во предниот и задниот дел, кои на свој начин го отсликуваат офроуд карактерот. Клиентите кои преферираат уште посилно изразена индивидуалност во својот автомобил ќе добијат можност благодарение на програмата Opel Exclusive да го нарачаат во омилената боја. Новата Opel Insignia Country Tourer ќе се бори против конкуренцијата и со своите моќни бензински и дизел турбомотори. Вистинска новина е дизел агрегатот 2.0 литарски битурбо со максимална моќност од 210 конски сили и вртежен момент од 480 Нм. Од друга страна, двулитарскиот бензински турбомотор со 260 конски сили ја предводи палитата од бензински агрегати. И двата мотори се во комбинација со новата 8-степена трансмисија со двојна испорака и со твинстер, создаваат огромно задоволство при возење. Она што ја издвојува од конкуренцијата се и 25 мм дополнителен клиренс на каросеријата, иновативниот двоен пренос со функција торк векторинг и новата задна суспензија, кои предизвикуваат джилба за напуштање на асфалтирани патишта, наместо традиционалниот диференцијал на задната оска, кој пренесува еднаков вртежен момент кон двете задни тркала.
Opel Insignia Country Tourer користи спојки со електронско управување кои даваат можност за индивидуално и прецизно управување на секое едно од тркалата, независно од патните или метеоролошки услови. Дополнително, софистицираната FlexRide шасија обезбедува основа за оптимално однесување на патот во поглед на специфичната ситуација. Се приспособува на перформансите на амортизерите, управувачкиот систем, одговорот на гасот и промената на степенот на пренос независно или врз основа на 3 режими. Срцето и душата на адаптивниот систем за суспензија е новиот централизиран Drive Mode Control софтвер, кој постојано ги анализира информациите од сензорите на возачот и поставките и е способен да препознае индивидуални стилови на возење. Seat Arona е третиот сосема нов пазарен предлог на шпанската компанија за оваа година. Кросоверот дебитира со основни димензии, должина 4138 мм, што е за речиси 8 см повеќе во споредба со новата генерација на Ibiza. Во исто време, новиот SUV предлог на шпанската марка е со 10 см повисок, што е резултат на поголемата оддалеченост на подот на моделот во однос на базната опција, а има и подолго за 2 см меѓуоскино растојание, па како последица на ова и попростран интериер. Капацитетот на товарниот простор со стандардна конфигурација на седиштата е 400 литри. Вреди да се напомене дека ова е дел од големата офанзива која ја најави шпанскиот производител, каде Seat ќе лансира нов модел на секој 6 месеци во наредните 2,5 години. Seat Arona ќе биде достапен со целиот спектар на активни и пасивни системи за безбедност на располагање на шпанскиот бренд. Во опремата на субкомпактниот SUV ќе може да бидат вклучени адаптивен круз контрол, систем за помош на поаѓање на нагорнина, автоматски светла и бришачи, систем за безклучов пристап до внатрешноста и стартување на моторот со копче, паркинг асистент и други. Мултимедијата е во склад со она што го нуди компанијата и во новата Ibiza, со присуството на мобилните состави Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, аудио системот Beats Audio исто така со врвен квалитет. Со лансирањето, Seat Arona ќе биде достапен во 4 основни нивоа на изведба: Reference, Style, FR и Excellence, при што FR доаѓа со адаптивна 4-луменска суспензија. Seat Arona ќе се нуди со избор меѓу 3 бензински двигатели: 3-цилиндарски 1.0 со 95 и со 115 конски сили и нов 4-цилиндарски со 150 конски сили. Дизел палетата вклучува 1,6 литарски TDI во 2 верзии на моќ од 95 и 115 конски сили, а во средината на следната година ќе стартуваат продажбата и на CNG верзија со 90 конски сили. Кога Kia го представи својот нов најпрестижен модел Stinger во Детройт во јануари оваа година, повеќето стручњаци и експерти беа повеќе од пријатно изненадени, а некои и импресионирани. Оние најави дека корејскиот гигант има своја тајна влезница за во друштвото на најдобрите. Оние од премиум сегментот за некој беше само утопија која за момент се претвори во реалност. Kia сепак не го претвори својот сон преку ноќ во јаве. Имено корејскиот производител го развиваше овој модел повеќе од 7 години, почнувајќи од 2011 година, кога беше демонстриран прототипот GT концепт. Многумина скептици сметаа дека ова е преголем залак за корејците, но очигледно лошо прогнозираа. За разлика од нив, ние имавме поинакво мислење, пратејќи го процесот во кој корејската компанија е постојано во нагорна линија, но рака на срце останавме без див кога моделот беше прикажан за прв пат во Европа, на салонот во Женева.
Неколку месеци подоцна еве еден представник од гамата со 2,2 литарски дизел агрегат под хаубата и ниво на опременост Advance во нашата редакција. Пред да го добиеме автомобилот на тест, мислевме дека името Stinger, кој велат дека е позајмено од американската зенитна ракета Земја-воздух е малку пресилно, но со својот изглед автомобилот сугерира дека е тоа вистинска ракета и си го заслужува името во целост. Stinger е чистокрвен GT Grand Tourer автомобил, долг, широк, создаден за патување на големи растојанија, а во исто време импресионира со фастбек каросеријата со 4 врати, кратки пропусти и со големото меѓуоски на растојание 2905 мм. Моделот, кога е во прашање дизајнот, вреди да се спомене дека е креација на сите 3 студија во Кореја, Европа и САД. Секаде плени со својата атрактивност, но да напоменеме дека верзијата што ја управувавме е развиена специјално за Европа, а идејата е да се спротистави на алтернативите од големата германска премиум тројка. Надворешноста на автомобилот е стилски, современа, агресивна и дефинитивно се издвојува од позадината на прилично униформни алтернативи. Генерално, пропорциите на автомобилот личат на оние на Audi A7 Sportback, но всушност Stinger има доста поразлично и индивидуално лице. Силуетата привлекува внимание со своите мазни форми, покажувајќи одлична аеродинамика. Се започнува од издолжениот моторен простор, па преку покрив во форма на купола за да стигне до компактниот заден дел. Изгледот е навистина импресивен, сосема поинаков од оној на директните конкуренти и во исто време цврсто препознатлив. Не би препознале дека е модел на Kia, доколку го нема препознатливиот преден дел за марката, решетката носна тигар, кој комплетно е имплементиран во компактната предница. Особено оставаат впечаток оние шкрги на страниците, како и на хаубата на моторот, а комплетната слика дека се работи за вистинска ѕверка ја комплетира издувот. Како заклучок, можеме да кажеме дека специјалистите на Kia успеале да направат многу поинаква и импресивна визија. Изненадувањето продолжува и во внатрешноста. Нема ефтини материјали кои лошо се вклопуваат. Корејците се потрудиле доста и без претерување може да се каже дека интериерот не отстапува од оние во етаблирани премиум брендови. Извонреден квалитет и меки материјали, многу природна кожа, алуминиум и модерни детали. Седиштата се опремени со сите потребни електрични прилагодувања, со силна странична поддршка, ергономски и удобни. Во задниот дел тие исто така нудат врвен комфор, но поради спортските карактеристики, сепак пократко растојание за нозете и главата за патниците од вториот ред. Уредите се компилација на аналогни мерачи и електронски дисплеи и се карактеризираат со многу добра информативност. Мултимедијалниот комплекс има огромен екран и одлична навигација. Аудиосистемот кој е дел од него е делон на Harman Kardon, има 15 звучници во кабината, кристално чист и истовремено многу силен звук. Со други зборови, спокојно можеме да кажеме дека интериерот ќе им се допадне и на најголемите автомобилски фанови, бидејќи вниманието на детали дефинитивно постои. Првата верзија на Stinger која се најде во нашите раце беше опремена со дизел мотор и честно да си признаеме бевме повторно пријатно изненадени. Моторот на свој начин ги заокружува импресиите од екстериерот и интериерот. Дизел моторот е економичен, што секако се очекува да биде негова вредност, со просечна потрошувачка околу 7,5 литри на 100 км, но дефинитивно остава впечаток мощна и добрата динамика. Овој дотерен за оваа цел 2,2 CRDI мотор со 200 конски сили и погон на 4 тркала преку автоматскиот менувач со 8 брзини, дело на компанијата, знае добро да загризе. Сепак, јасно е дека преносот е дизајниран и прилагоден првенствено за мокната бензинска верзија и дизелот само го искористил оваа. Инаку, кога сме кај бензинецот, тоа е 2
2.0T GDI и исто како и дизелот со 4 цилиндри, но неговата динамика е значително подобрена. Има 255 конски сили. Најмногу се очекува од 3,3 литарскиот V модел со 6 цилиндри со моќ од 370 конски сили. Што се однесува до возните својства, ќе почнеме со фактот дека автомобилот стои како залепен за асфалтот. Причина за ова се нискиот центар на гравитација, како и многуте асистирачки системи и состави, дел од ова ниво на опременост. За верзијата со пренос на сите тркала е достапен систем контролиран од така наречениот векторски притисок, вклучувајќи ги по потреба сопирачките на тркалата со помала адхезија. Од асист составите ги потенцираме систем за екстремно запирање, адаптивната суспензија и други кои придонесуваат за безбедноста, удобноста и најсигурното доведување на автомобилот во мирување. Што се однесува до комфорот, може да биде како многу тврдо, но и доста удобно. Затоа се грижи пневматиката, која располага со електронски системи за подесувањето на амортизацијата на возилото со 5 режими на работа: Смарт, Еко, Комфорт, Спорт и Спорт Плюс. Вистинско задоволство е да се најдете зад управувачот на Стингер и да се почувствува режимот Спорт Плюс, каде експертите автоматски ви добавуваат и акцелератор звук, како стимуланс за адреналинот. Корејската Панамера, како го нарекуваат моделот, е доста поевтин од алтернативите од германската премиум тројка, како и од сличните предлози на Lexus и Infiniti. Цената стартува од 37.990, а верзијата што ни беше на располагање е 51.900 евра. Дел од познатите лондонски автобуси даблдекери се движат со гориво создадено од мешавина на нафта и масло добиено од употребено кафе. Поточно од кафе отпадот, особено патентирана технологија, според која се извлекуваат од 15 до 20% масло содржано во нив, а остатокот од грудки лесно се елиминира со спалување. Добиеното масло се додава во нафтата. Според податоците на Британската асоциација на кафето, во земјата секојдневно се пијат 55 милиони чаши, што прави годишно околу 200.000 тони кафе отпад. Со оваа технологија работи британската стартап компанија BioBean, создадена од трговецот Артур Ки. Компанијата BioBean собира користен талок од кафе од повеќе места, како и од фабриките за инстант кафе тип Нес, и во сопствените погони го прави потребниот производ. Артур предпоставува дека за едногодишната работа на еден автобус е потребно да се испиени околу 2,55 милиони чашки кафе. Досега компанијата BioBean веќе изработила 6.000 литри кафе масло за додаток во дизел горивото. Биогориво произведено од отпад на обработени прехранбени производи, како маслото за јадење и месни масти, веќе успешно се користи во повеќе од 9.500 автобуси кои се обраќаат низ Лондон, но кафето како додаток се применува за прв пат. Годишно во Лондон се превезуваат над 2 милиарди патници со автобуси. Сите нови автомобили во ЕУ ќе треба да бидат опремени со автоматски систем за сопирање АЕВ. Ова го изгласа Европскиот парламент на иницијатива на Комисијата за транспорт. За да стапи на сила новиот закон, истиот мора да биде изгласан и од Европската комисија. Таа се очекува да ја објави својата одлука не порано од март 2018 година. Според тоа, ова правило ќе стапи на сила во средината на следната година. Инаку предлог законот влеза во Европскиот парламент, откако Агенцијата за индустријска сигурност за истражување Tatchem Research го објави својот извештај каде се навидува дека околу 70% од новите автомобили немаат стандардна опрема со екстремно кочење. Автономниот систем
систем за сопирање во итни ситуации ќе ги намали судирите за околу 38%. Во моментов, само 30% од новите автомобили на европскиот пазар имаат АЕВ во нивната стандардна опрема. Очигледно, единствениот начин да се подобри ситуацијата е промена со помош на законодавството. Значи, АЕВ и адаптивната контрола на крстарење ќе станат стандардни системи за секој нов автомобил. Питер Шо, извршен директор на Techem Research, во САД, производителите на автомобили доброволно го прифатија системот АЕВ за да влезе во стандардната опрема во новите автомобили од 2022 година. Астон Мартин ја представи новата генерација на хит моделот Vantage, а првите испораки на овој модел ќе бидат спроведени во втората четвртина на следната година. Новиот Астон Мартин Vantage доаѓа со целосно нов дизајн на екстериерот и интериерот, оптимизирана аеродинамика и 4-литерски V8 Twin Turbo мотор со мокност од 510 конски сили и максимален вртежен момент од 685 Нм. Во комбинација со 8-степена роботизирана менувачка кутија, тежина од 1530 кг. Автомобилот е во состојба да се забрза од 0 до 96 км/ч за 3,5 секунди и да разбие максимална брзина на движење од 315 км/ч. Новиот Астон Мартин Vantage доаѓа со адаптивна суспензија, прв во историјата на брендот електронски заден диференцијал E-Diff, безклучен пристап до внатрешност и стартување на моторот со копче, паркинг асистент, 8-инчен информативен екран со Астон Мартин аудио систем, богат сет опции за прилагодување за внатрешни работи и друго. Новиот Vantage ќе може да се нарача за 120.900 фунти во Велика Британија, 154.000 евра во Германија и $149.995 во САД.